10 минути влево ношито во новиот ден за оние кои подоцна се вклучуваат на нашиот бран, да кажеме, вечерва зборуваме на тема Вселена и настаните случувањата во Вселената како закана за планетата Земја, а гостина во студиото е господинот Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Еве една информација и од овој момент имате комуникација со нас, но телефонското бројче не е она стандардното овој пат. Ноќното радио се огласува на 311-305 напред петка. Значи 311-305 напред петка, како добро, супер, петка, одлично. Зоране, да позборуваме малку, да одвоиме време и за настанот пред Владена, Вселенскиот настан. Станува збор за затемнувањето на месечината, што го имавме на 21 предвладена, во овој месец, февруари. Започна во 01 часот и 30 минути, а заврши нешто пред 5 изутрината. Сега, колку затемнувања на месечината и на Сонцето постојат во текот на една година, 12 месеци? Да, во текот на една година може максимум да постојат 7 затемнувања, од кои може да бидат 4 месечеви и 3 сончеви, или обратно. Се овој настанот што се случи пред 2 дена, кој што рекорте започна во 1 часот и 30 минути, пикот некаде му беше од некаде 5 минути пред 4 часот, па се некаде во 4:40-4:50. Значи, Зоки, што подразбираш под пик? Или ше пикот му беше? Да, пикот е она максимално затемнување на месечината. Значи, она започнува со делумно да се затемнува и оне максимално, значи, она затемнување беше од 4 часа, од 4 па до 4:50. Што знаат заедничко месечината и дамите? Ние велиме прво ме пик на некоја дама. Па добро, и на месечината се фрла пик, затоа што месечината тогаш има најубава боја. Има една, како би ја нарекол, една бакарна боја и навистина тогаш е доста интересна за гледање и вреди да и се фрли. Вреди да се погледи, да се погледа и пик да се фрли. Меѓутоа оваа година се падна терминот лош да биде во раните утрински часови и така ние иначе бевте ли во можност вие како астрономско друштво да ние во Скопското астрономско друштво бевме на планината Водно, значи на самиот крст на планината Водно. Меѓутоа обично во порано кога имаше затемнување, ние обично бевме во центарот на градот, затоа што нели имаше народ и луѓе има желба да го гледаат тоа, па да го видат преку телескоп. Меѓутоа сега поради тоа што нели се падна во едни вакви ситни сати, ние отидовме на Водно и таму се вршеше наблюдување него и сликање на месечината. И мислам, повторно ќе кажем, имаше една прекрасна бакарна боја, мислам. Во научна димензија, дали тоа значено, може ли да се добие некоја информација од секој таков мислам, информација повеќе? Па не, мислам, или се е во се е тоа у некоја си, да, познато е веќе, тоа им е познато и на старите народи уште пред 2-3 години, па и повеќе, мислам, тоа затемнување на сонцето, на месечината, само што ни тогаш го гледале од еден поинекав агол, мислам. А за разлика од денеска, кај што тоа си е нормална појава и едино што затемнувањето на сонцето кога имам, кој што беше пред веќе кога пред 2 години, мислам, кога беше во Турција, кај што и нели членовите на Скопското астрономско друштво беа на тоа затемнување, си имаше можност тогаш да се види самата сончева корона, затоа што затемнувањето беше максимално и да се видат протуберанците на сонцето што се јави. И Скопското астрономско друштво имаше, мислам, таа чест и таа можност за да ги сними на фотографија овие сончеви протуберанци што се јавуваат на самото сонце. Дали постојат некои предскажувања кај народите, а поврзани со затемнувањето на месечината? Има ли постојат ли верувања? Да, допред Втората светска војна, па може да се каже и после тоа, самата астрономија беше на многу ниски гранки кај популарност кај луѓето, иако и денеска не е на некои големи гранки. И обично
секој вакво затемнување беше као некаков сигнал кај народот дека нешто ќе се случи, дали ќе се случи глад, дали војна, а може да кажеме дека пред Втората светска војна па немало период од 10-20 години да нема некоја војна. Затоа што така да луѓето низ целата историја сите овие затемнувања на сонцето, затемнување на месечината ги предвидувале као некоја катаклизма, као нешто што ќе се јави нешто стравишно по самата земја, по самите нив. Меѓутоа, нели нормално со самиот развиток на науката, сите овие феномени што се на овој начин се објаснуваат и веќе станува некаков, дури и туристичка атракција може да се направи со ова затемнување, затоа што знам доста астрономија од светот кои што буквално сите сончеви затемнувања ги но било кој ќоше од земјата ни го пратат. Да речеме сега дури Исковското астрономско друштво се спрема наредната година да отиде во Кина кај што ќе биде пикото на максималното затемнување на сонцето. Исто така 1999 година кога беше на 11 август максималното затемнување, членови од Скопското астрономско друштво беа во Романија, затоа што таму беше пикот на максимално затемнување. Така. Најатрактивно место за наблюдување. Лично се сомневам, но мора да се праша, дали ваквите астрономски појави се опасни по човештвото? Па не, воопшто не се опасни. Меѓутоа, може да се направи фама од едно вакво, кој што се случи од едни вакви настани. Значи, кој што се случи со последното затемнување овдека во Македонија, 1999 година на 11 август, кога на народот му беше сугерирано да не излегува ради некакво зрачење, ради некакво, не знам, и мене не ми беше јасно да не го гледаат сонцето, па ќе настанува некој пореметување кај животните. Мислам, имаше секакви пишувања кои што не држеа вода. Прогнози. Да, и јас лично сеќавам на тоа затемнување, затоа што негде околу 10 часот значи на првиот допир помеѓу месечината и сонцето. И ми текна во тој период во Скопје, значи во Скопје на улиците може луѓето на прсти да се избројат од тоа што се предизвика една таква фама во меѓу населението дека тоа затемнување опасно. Точно се сеќавам и јас на тие денови, имаше доста апели да се одбегнува, да се биде надвор, да не се гледа. Да, али апелот беше без очила, затемнети стакленца и така. Да, ама мислам се претера, апелот беше претежно према стакленцата. Стаклото, значи да не се гледа со секакво стакло, со голо око, него да се гледа со некој постоја фактор 15, фактор 16 или со ние стакла за заварување што да. Имаше ли поголеми последици од големото затемнување на сонцето за кое зборувате од 1999 година, беше некаде во август месец? 11 август беше, 11 август, сеќавам многу во на тоа затемнување, ја одека бев во Скопје, започна негде околу 10 часот и 50 или 10 часот и 55 минути и максимум беше негде околу 12 часот. За цело време ја бев надвор, мислам вршаме наблюдување, сликање, сите тие работи. И освен она што температурата се спушти за неколку степена за тој период кога достигна на 97% од максималното затемнување, не се случи баш ништо. И нема никаков ефект. И понатамошните сите овие затемнувања нема баш ништо се случи. Значи, тоа си една појава која што трајала од памтивек и се додека постои земјата и тоа и ќе си постои еден таков феномен. Така, ние луѓето предпочитаме многу повеќе ги сакаме изгревите да ги гледаме и да ги доживуваме изгревите на сонцето. Но со оглед на тоа што сме некои 29 минути по полноќ, тоа не е можно, пак изгрееме со музика овај пат.